Граѓаните на Македонија секои 5 години избираат председател, секои 4 парламент, а на 4 години си ги бираат и локалните шерифи. Но и покрај толку чести излегувања на гласачки места, нивната судбина најчесто се решава на стаклената маса. Прекрасно кажано, Елена. На маргините на најважните актуелни случувања во земјава, поевтинувањето на дизелот за 1,5 денар, писмата во ВМРО, твитовите на владиниот портпарол и одлуката на Джулија Робертс да не глуми повеќе во романтични комедии, се случи најновата битка на стаклената маса, која камерите на вчерашни успеаја да ја забележат. Да го погледнеме снимениот материјал. Добивате 200.000 евро од фонд за иновации. Ајде, ставам куќа на чебрени галишта. Картите не ти се добро измешани, мислам дека се местени. На секои 4 години ги мешаме картите, ако сакаш пред време ги измешаме, окей. Ама немоја ме квичиш после. Не играм, не ми се игра. Одете во затвор и таму се задржувате 2 круга. Местени се картиве, не е фер. Ке си лежиш, ке си лежиш. Ке си лежиш. Ајде ти си. Зашто не кеш да играш ти со нашите карти? Што им фали на нашите карти? Како е според рамковни, така ќе си играм. Ако треба, јас ке ви преведувам симултано тука. Тендери, мендери, сум добивал 2 милиона евра на тендер. Вака. Ставам куќа на Дебар, ставам куќа на Струга и на Гостивар ставам куќа. Манда цела Западна Македонија зема. Еве, да не се љутиш, ставам една и на аеродром, кај мајчин дом. Шанса. Одете во затвор 2 круга. Дечки, дај да се договориме нешто. Може да паузирам 1 круг, а да не идам во затвор. Може? Не може. Зашто не може? Нормално дека може. Ја имаш картата собрание на Македонија. Приложи у банка и нема да лежиш. Се ја ќе лежам затвор, он нема да лежи затвор само затоа што има картата на собрание? Ова е дудска игра. Кај кого се дутите, он кажува кој владее со масата. Значи сакаш да ми кажеш дека он има монопол, дека нема да му ја земете ни млекарата, ни хотелот, ни агенцијата за обезбедување. А ти кога се бунтуваше пред собрание, не кеша се пазариш. Ние сме ти нудиле да го даваш собрание, не си сакал. И сега после, нема кајање. Ајде играј, не љути се човече. Не играм. Види го бе. Не играм бе, не играм. Добар ден, јас сум Џандар Збира. Имате нешто за збирање? Мрдај пред мене. Се извинувам, зошто го апсите човеков? За криминал? Меѓу другото затоа што ми расипува играта на големите играчи. Аха, значи... Јас не би кажал ништо повеќе во интерес на истрагата. Предлагам да идеме со нареден прилог. Студио?